Расте бројот на заболени од сезонски грип во Велес, информираат од јавната здравствена установа Здравствен дом. Доктор Страхил Тодоров изјави дека, иако нивната задача е преглед на пациентите со вирусна патологија и патологија на горните дишни патишта, односно заболување на горниот респираторен систем, за пациентите што доаѓаат на преглед во нивната амбуланта и дежурна служба. Сепак статистиката покажува зголемување на сезонски грип деновиве. За месец јануари 2020 година вкупно се примени 250 пациенти и се прегледани во оваа амбуланта со вирусна патологија и патологија на горни респираторни патишта. Оно што е зачудувачки е тоа дека само за 10 дена од месец февруари кои што се изминати, ја имаме истата таа бројка од 250, што значи математички дека очекуваме во месец февруари во однос на месец јануари бројката на заболени 3 пати да се зголеми. Значи тоа повторно ќе повторам, не е класична форма на грип, туку се вирусна патологија од различна природа, а голем дел од тие пациенти реално ги имаат и симптомите на вирусот на инфлуенца или народски кажано грип. Доктор Тодоров ни информираше дека статистичките податоци ги добиле во соработка со јавната здравствена установа Центар за јавно здравје. Од Центарот за јавно здравје не информира дека во месец ноември 2019 година по редовна пријава на акутно заболување грип имаат добиено само 2 пријави за 2 заболени лица. Во месец декември 2019 година истата бројка се зголемува и вкупно се 8 заболени. Но бројките се многу поголеми во 2020 година, што е карактеристично за периодот на пикот на тој грип. Така да во јануари 2020 година, согласно нивните податоци, 88 заболени лица се со редовна регуларна пријава за грип, а во првата седмица од месец февруари се регистрирани 83. Значи речиси бројот е идентичен за првата недела од февруари. Она што можам да ви го кажам е тоа дека Центарот за јавно здравје Велес ги добива податоците на седмична основа, така да 2 дена од втората седмица од месец февруари 2020 има 16 заболени лица кои што се регуларно пријавени. Статистичките податоци покажуваат дека бројот на пациенти заболени од грип на училишна и предучилишна возраст расте, а една од причините е започнување на второто полугодие од учебната 2019-2020 година, бидејќи колективната активност, односно колективната заедница, е една од најризичните места каде што грипот се шири. Досега податоците покажуваат дека вкупно за оваа сезона во јавната здравствена установа Здравствен дом Велес се пристигнати 197 пријави за лица, што е потврдено клинички и лабораториски со регуларна пријава, дека станува збор за лица заболени од грип. Би сакал да апелирам до родителите, секако и до сите останати граѓани на општина Велес и соседните општини кои што гравитираат кон градот Велес, да се придржуваат кон препораките. Значи да се облекуваат потопло, да пијат многу витамини. Оно што е важно е да пијат на соодветен временски период симптоматска терапија, која што ќе намалува телесната температура и да не ги фаќа паника дека нешто сериозно се случува со нивното здравје. Секако, нашата амбуланта и дежурна служба, кога не работат нивните матични лекари, е отворена 24 часа за да пружи здравствена заштита. Доктор Тодоров воено изјави дека повозрасната популација, односно лицата во третата доба од животот, што се вакцинирале против грип, статистиката покажува дека многу е мал бројот на таквите пациенти што заболеле од грип периодов. Тоа значи дека самата вакцина навистина делува и се заштитени.